Завршивме со состанокот, редовниот состанок на кризниот штаб на Министерството за здравство. Бројката на пациенти кои што се лекуваат моментално се 162. Добра вест што сакам да ја споделам дека денеска 10 од пациентите кои што лежат во државата ќе бидат испишани. Нели вчера имаше 3 пациенти што ги испишавме. Моментално во клинички центар лежат 25 пациенти, во 8 септември лежат 12 пациенти, во градска општа болница 11 и во Штип 1 пациент. Значи исписи имаме еден од Штип, еден пациент, еден испис од детска хирургија, 3 ќе се испишат пациенти од торакална хирургија. Во Систина и Жан Митрев вкупно се лекуваат 9 пациенти, од нив 5 денеска се испишуваат. 115 пациенти се на лекување надвор од државата. Во Србија, кажав, и знаете, 30 се, тоа веќе е објавено во веб страната на Министерството, од кои што 20 веќе се екстубирани. Во Булгарија 15 пациенти, од кои што 3 веќе се екстубирани, значи се во стабилна, сите се во стабилна состојба, некои се покритични. Грција 12, од кои што 20 се критични. Во Истанбул веќе 6 пациенти се екстубирани што се лекуваат во Анкара, во Турција. Во Истанбул се 6 пациенти, а во Анкара 6 се екстубирани, сите пациенти од Анкара. Во Шпанија се 7 пациенти, во Австрија 5, од префрлени, 2 од тие пациенти префрлени во обичен одел. Во Унгарија се 6 пациенти, од кои што веќе еден е фебрилен и еден со кашлица, другите се во стабилна состојба. Хрватска се 5 пациенти, еден е интубиран, стабилен и 4 други се по сосема стабилна состојба. Словенија се 4 пациенти вкупно, од кои 3 се во посериозна состојба. Литванија се 4 пациенти, едниот и таму е екстубиран веќе, значи по подобра состојба. Белгија 4 пациенти, од кои што сите 4 се во стабилна состојба. Италија 4 пациенти кои што се веќе на нога, значи може би идната недела веќе ќе зборуваме и за протоколи за враќање на овие пациенти. Шведска се 4 пациенти, 2 се сосема во стабилна состојба и во Полска се 20 пациенти, од кои што само едниот е интубиран. Веќе од овој состанок зборувавме за да подготвиме, веќе нема да се праќаат ни еден пациент надвор од државата, сите се стабилни тука што се, веќе кажав дека не радува тоа што 10 ќе продолжат дома, после сите направени токсиколошки анализи, ќе се вратат дома да продолжат со мирување еден период и да продолжат со нивниот живот. Веќе денеска отворивме и темата на враќање на пациенти. Од идната недела гледате дека имаме најави од одредени држави кај што пациентите веќе и се движат и се во добра состојба, за да подготвиме протоколи како ќе биде нивното враќање, дали ќе треба да се сместуваат, секако ќе бидат прегледани од наши доктори. Тие што се во сосема добра состојба, после преглед од наш доктор, може да се пуштаат и да одат дома. Следното, значи, со кое што ќе се соочуваме се инфекциите и надвор од државата и во државата, затоа ќе бидеме внимателни за да превенираме максимално што можеме за да нема компликации. Уште еднаш од сите пациенти, освен еден во Турција кој што е во многу сериозна состојба, другите се во сериозна, меѓутоа стабилна состојба.